Наоѓање добар баланс помеѓу хигиенските правила, производство во мал обем и квалитет. Новаа тема во Битола се организира 3-дневна конференција која е организирана од Slow Food од Битола во соработка со невладина организација Форум Синерџи од Германија. Овој настан ќе ги охрабри позитивно регистрацијата и примената на флексибилност кај занаидчиски и мали прехранбени производи. Ќе биде инициран конструктивен диалог помеѓу производителите, органите и креаторите на политиката задолжена за хигиенските правила за земјите со пристапување во Европската Унија. Ова конференција ќе се одвива во наредните 3 дена, значи вчера беше отворањето, денес ќе има посета на терен, каде што сите гости кои што се на конференцијата ќе ги видат на терен производствата, ќе разговараат исто со производителите. И потоа ќе има панел дискусии, утре исто така ќе има дискусии, ќе се донесат одредени заклучоци кои што се надеваме дека подоцна ќе се применат во регулативите и во законските прописи. Учесници има од цела Европа, има представници од Европската комисија и од Белгија, Австрија, сите се делови од министерства, од невладини организации, од универзитети. Од Европската комисија вела дека е многу важно малите производители да знаат дека има можности како да ги применат правилата за хигиена, како да го применат законодавството. Важно е да добијат информација за тоа, да добијат знаење и совет. Во Европската Унија има значителни законодавства кои се однесуваат на хигиенските правила, но не треба да забораваме дека има некои флексибилности кои се инкорпорирани во оваа легислатива, кои националните администрации можат да ги користат за да ги олеснат животите на малите производители, особено во делот на директни продажби и во случаи на производство на традиционална храна. Она што е важно да се знае дека европската легислатива не е тука да хармонизира, но тука е да донесе флексибилност и да осигура дека она што е традиција може да остане како такво, а не да се наметнуваат правилата дека се мора да биде направено на ист начин, се треба да има ист вкус, иста појава. Има можности, но секоја национална влада мора да се осигура дека овие можности се земени предвид. Европската Унија е посветена кон промовирање на локалните системи за производство на храна. Сепак, во повеќето земји членки и пристапните земји од ЕУ, оваа флексибилност ретко се применува, со што ги принудува многу од производителите на традиционална храна да излезат надвор од бизнисот.